несовршеноста на праведниот Јов. Зарем Библијата не зборува дека е праведен? Зарем има несовршена праведност? Ние знаеме дека животот носи драми. Нели така? И тоа на таков начин што некојаш не доведува во ситуација да поминеме низ необјаснето и некојаш неочекувано страдање. Ви се имали случајно такво нешто? Преку страдање кое само почукнува на нашата врата и се појавува изненадно и не остава без зборови и нас и на оние на кои им дошло до нас. Тоа е ситуација во која не сме во состојба да дадеме објаснување за она што ни се случува. И тоа е прилика безнадежноста, стравот, внатрешниот мир да се вовлекува во нашиот живот. Во вакви ситуации почнуваат да се лулат темелите на нашата вера. Почнува да се лула сето она во што сме верувале до тогаш и што сме работеле, почнува да се лула целиот наш живот. Поготово кога ќе се случат работи кои не сме во состојба да ги објасниме и не сме во состојба да ги ставиме во рамките на она во што ние веруваме. Иако не знаеме што животот ни носи и со што можеме да се сретнеме во иднина, но Бог ни дал примери, луѓе од кои можеме да се научиме и некои од нив се забележани во Библијата. Во случајот тоа е Јов. Имам зборувано 2-3 пати за Јов, но ајде еве од малку од една друга перспектива денеска да го погледнеме Јов и неговиот живот. Знаеме дека бил успешен сточар, дека бил оженет, дека бил татко на колку деца? На 10 деца. Бил познат по својата побожност, па дури и Бог го фали каде? На небесниот сабор или собор. Како оној кој што текстот кажува, беше непорочен и праведен и што се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Тој човек беше најугледен од жителите на истокот. Книгата за Јов ни ја отклонува завесата, браќа и сестри, која го раздвојува нашиот од невидливиот свет. Свет на духовни суштества. Во тој свет се одржуваат состаноци, собири, на кои собири доаѓаат представници од различни подрачја на световите, на свемирот. Вклучувајќи го тука и нашиот. И тука е и сатаната, како и секогаш скептички и критички настроен ангел кој што ја обиколувал нашата земја и нашата планета. И тој му нуди на Бог што? Предизвик. Му нуди на Бог, нуди експеримент со кој ќе испита дали Јововата побожност е навистина искрена и дали се темели или можеби се темели на користолюбие. Дали неговиот интегритет е онаков како што изгледа дека е? Дали е тој човек од интегритет? Или е само некој кој во Бога гледа корист и му служи на Бога затоа што има корист и додека има корист? И он гарантира дека Јов на Бога ќе му го заврати гработ и ќе постане негов луд непријател и противник оној момент кога Бог ќе му ги скрати благословите и ќе му ги зема сето она што претходно му го дал. Преку Божја дозвола, сатаната предизвикува низа катастрофи во животот на Јов. Од економски катастрофи па смрт на неговите деца. Сепак, очекуваната Јовова бурна реакција изостанала. Нели така? И тој мирно
да кажам, релативно мирно, иако во шок, ја прифаќа загубата на своите деца и загубата на својот имот. После некое време, позади завесата повторно се случуваат собири меѓу световите, односно меѓу суштествата на световите од универзумот, кои не можеме да ги видиме. И тој собир на Бог, на тој собир на Бог му е упатено едно ново барање кое подразбира Јов да се удри директно. Не повеќе непосредно, туку преку семејството, туку сега веќе да се погоди директно неговиот живот, неговото тело и неговото здравје. Со аргументот дека секој човек се ке даде за да го сочува својот живот и своето здравје. Кога работите, значи, да му ги сочува на човекот неговиот живот и неговото здравје, кога работите ќе тргнат наопаку и ќе тргнат онака како што човекот не замислил, и кога верува дека нешто треба да се случи онака како што тој замислува дека треба да се случи. Човекот, кажува со тоната, бргу ќе се одрече од верата и ќе се одрече од Бога кога веќе не му оди онака како што треба. Првиот текст кој што ќе го читаме се наоѓа во Јован, во Јов, 2 глава, читаме од 4 до 8 стих. Што пишува таму? А сатаната одговори: кожа за кожа. Човекот ќе даде се што има во животот, ама испружи ја раката, допри се до неговите коски и до месото, дали ќе те благослови? Ќе те проколне в лице. Нека ти биде, му рече Господ на сатаната, во твоја рака е, запази ми го само животот. 7 стих, и сатаната отиде од пред Господовото лице. Тој го удри Јов со лути рани од стапалата до темето. Јов зеде црепка за да се струже со неа и седна во пепел. Оваквиот развој на случувањата за личноста која е прогласена за пример на побожност, а тоа е Јов, и праведност на земјата, во најмала рака било шокантно. Било шокантно за Јов. Зошто Бог дозволил, браќа и сестри, таков човек без причина да страда? Ако е поштен, праведен и е пример за побожност. И на нас, на кои ни се откриени некои работи од оваа книга, не се јасно, а камоли него тоа што не му било откриено тогаш. Неговиот шок бил толку голем, браќи и сестри, ако читаме, што занемил и останал без зборови некое време. И целиот во чиреви од глава до пети молчел во својата мака и болка. Во еден момент, неговите пријатели слушнале што Јов доживеа и доживува и одлучиле да дојдат да го утешат. Меѓутоа, ни самите не биле спремни на шокантната гледка на неговото полутруло тело, кога го виделе. И цели 7 дена, пазете, тие тагувале со него, не кажувајќи ниту еден збор. Просто не постоело ништо што би можело да кажат, а што би било прикладно за во една таква ситуација да го охрабрат. Тие биле потполно збунети. Го читаме вториот текст. Јов, 2 глава, од 11 до 13 читаме. Тогаш 3 Јовови пријатели чуја за сите неволји што го снајдоа, секој се запати од својот крај. Елифас од Теман, Валдат од Шуах, Софар од Наам и одлучија да отидат заедно да го пожалат и да го утешат. И кога оддалеку го насочија очите кон него, не го препознаа.
тогаш почнаа да плачат, секој ја раздра својата облека и фрлија прав на своите глави кон небото. Потоа седнаа покрај него на земјата и останаа така 7 дена и 7 ноќи. Ни еден не му приговори ни збор, зашто видеа дека е голема болката негова. Значи, ситуацијата во која и ние знаеме да се најдеме е иста ситуација која што се нашол Иов. Гледаме човек страда, можеме ли така да се најде? Гледаме човек страда кога изгубил некој негов близок и не сме сигурни на кој начин, како да му приидеме, како да го утешиме, како да се чувствуваме со него. Ви случува ли така? После 7 дена молчење од Јов се излева голема горчина незадоволство од сето ова што му се случува. И во третото поглавје, уствари, тој ја изнесува сета негова горчина и што прави таму? И го проколнува што? Денот кога се родил. Го проколнува денот кога се родил. Сега, се поставува прашањето, зошто он го проколнува денот кога се родил, а не денот кога му се случува ова несреќа? Траумата која што тој ја доживеал, очигледно е толку голема, што тој не е во состојба да ја вклопи, драги браќи и сестри, да ја интегрира во својата животна приказна. И горчината која од него излегува открива дека во себе, пазете, Јов гаел одредена доза на нездрав страв од Бога. И плашејќи се од Бога, тој во таков страв ги извикал во ова незадоволство. Плашејќи се од Бога и од потенцијално казнување од Бога, тој имал страв, од кој да била причина. Правел се што можел за својот живот да би го ускладил со Божјите барања, со мерките на правдата, добротата, милоста и добронамерноста. За да би ја предупредил Божјата евентуална негативна реакција. Тој имал страв. И од страв се плашел и живеел од страв еден праведен живот. Да не погрешам. Да запазиме што тој кажува. Јов 3 глава 24 до 26. Затоа, гледајќи храна треба да воздивнам, моите крици се разлеваат како вода, вели. Се обвистини, пази сега, се обвистини моето стравување. Еве ме снајде, што кажува, од она што се боев. Ни покој, ни мир нема веќе во мене. Во моите маки никогаш немам починка. Значи он, Јов, отворено кажува дека живеел во одреден страв. Од што? Дека нешто ќе му се случи. И дека се што правел, го правел се со една цел да го предупреди Бога, затоа што имал некоја доза на нездрав страв спрема Бога. Сепак сето тоа што го правел, не го сочувало од несреќата. Го сочувало од несреќата тој страв. Го снашло токму тоа од што се плаша. Односно, како што тој сватил, тоа не го сочувало од Божјата казна. Од Божјот неоправдан, како што тој покасно ќе каже, што го нападнал Божјот гнев него. Затоа што себе си се сметал, што кажува, што можеме да извлечеме, затоа што себе си се сметал за недостоен за страдање и за казна. Тој во своите очи бил праведен. И не сгреши. И се сметало, зошто сега од каде оваа казна мене да ме снајде?
Поради каков греф? Ова јас морам да го трпам. Јов е Божи слуга и живее добар живот. И на почетокот изгледа дека Јов и неговите пријатели веруваат дека постои. Ајде од тука малку да се концентрирам повеќе. Јов и неговите пријатели на почетокот веруваат дека постои јасна врска преку правењето на добро и добивањето на добри работи за возврат. Јасно е? До тука. Во што верувале? Ако правиш добро, ќе ти се случат и добри работи. Значи, правам добро, треба да ми се врати со добро. Ако го правиш тоа, ќе ти се случи тоа, ако го правиш ова, ќе ти се случи ова. Значи, се е јасно кај нив и во нивното сваќање, се е јасно, се е предвидливо и знаеме што можеме однапред да очекуваме од нашите постапки или не постапки. Меѓутоа, проблемот со таквиот свемир во кој што живееле бил во што? Браќи и сестри, во што? Кога ќе се случат вакви изненадни работи и случувања, тие нема каде да ги сместат. Нема каде да ги сместат. Не знаат како да ги објаснат, затоа што во таквиот оквир кој тие живеат, во таквата животна перспектива, тој настан не може ни не може да се случи. Но тој сепак се случи. Каде да го сместат Јов и неговите пријатели? Како сега да го објаснат тоа? Многу луѓе и денес веруваат. Денес го веруваат. И денес веруваат дека страдањата и несреќата се одговор на некоја наша грешка, греф или зло кое што сме го направили. Има ли такви луѓе? Дури и ние помислуваме, може би некојаш така. Луѓето паѓаат, ја кршат ногата и кажуваат, Бог ме казни. И тогаш се сеќаваат на што? Дека нешто направиле, нешто рекле, или нешто направиле, не би требало да го направат. И тогаш се сигурни за таа врска. Јас направив, еве, ова ми случи. Затоа што мора да постои врска кој они мораат и можат да ја најдат. Затоа што ги снашло. И Бог, значи, казува нешто што ние не сме сториле, а не би требало да не казна. Јововото страдање, браќи и сестри, не е фантазија или некоја измислица. Тоа е сурова реалност, сурова стварност во која живееме и денес. Секој еден од нас има поглед на светот различен, кој му служи да гледајќи преку него уствари да го објасни тој свет. Имаме своји погледи различни, но дали тие погледи се во склад со Божјата волја и она што Бог го кажува во Библијата. И ние секој од нас, како грешни суштества, си ствараме свој облик, своје видување на светот и така постапуваме. А дали се запрашуваме дали е тоа вистина или не? Дали заземаме вистински правец или не? И секој од нас, кој веруваме во Бога, има свој теолошки оквир или рамка на лични верувања, преку кој ги толкува и ги сложува настаните кои што се случуваат и преку кој го наблюдува животот и светот околу себе. Тие верувања ги имал Јов. Не можел да го објасни овој настан. Ако правиш добро, ќе ти се случи добро. Ако правиш зло, ќе ти се случи зло. Многу логично. Верување на Јов. Или не? А ако не си правил зло, а ти се случи зло, што тогаш?
Што ќе правиме тогаш, браќи и сестри? Ставот кој го изнесувал во состојба на горчина, во потрагата за објаснување на вистината, неспособен да разбере зошто му се случува злото, бил следниот. Јов, 6 глава, 24 стих. Јов 6:24. Поучете ме, вели он, поучете ме, вие и ке молкнам, му вели на пријателите. Покажете ми во што е мојот престап, вели Јов. Покажете ми, пријатели, во што е мојот престап, ова што ми се случува. Значи, мора негде да сум погрешил, сака да каже Јов. Мора некаде да сум погрешил. Не гледам. Јас тоа не можам да го најдам кај мене. Затоа што ако сум чинел зло, ќе биде зло, ќе ми се врати со зло. А ако сум чинел добро, не може да ми се случи ова. Не може да ми случи ова зло. Мора да биде добро. Но злото се случило. Објаснете ми каде погреши. Следниот текст. Јов 9 глава 17 стих. Што кажува таму? Зашто тој ме сотрува за едно влакно, вели. Со други зборови, зашто тој за ништо ме сотрува. За Господ. За ништо ме сотрува. Ги умножува моите рани без причина. Го напаѓа Бога, праведниот Јов. Нема причина за ова. Нема причина за ова што го трпам. Но јас сепак го доживеам, објаснете ми, им вели на пријателите. Третиот текст, 16 глава Јов, 16 и 17. Ми се запали целото лице од солзи. Темна сенка падна преку моите веџи. А нема насилство во моите раце. Пази сега. Ми се сруши цел свет, а нема насилство, не направив ништо. Нема насилство во моите раце. Пази, мојата молитва секогаш беше чиста. Она што Јов го кажува е, јас сум чист пред Бога. Јас сум чист пред Бога. Луѓе, во мене сега ова што ми се случува е неправда. Ништо не сум погрешил, дали ова го заслужувам. Очигледно кога ни се случува зло, браќи и сестри, тоа треба и да го заслужиме, така нели? По овој оквир, негов и на пријателите, теолошки оквир, по неговото верување, по неговиот поглед на светот, ова не е во ред, Бог што му го прави. Една негова изјава посебно го истакнува еден елемент на неговото верување, кое подразбирало дека кога Бог е со нас, се е добро. А кога не е добро, значи Бог отишол од нас. Јов 29 глава од 2 до 6 читаме. О, да можам да ги преживеам минатите месеци, оние денови, кога Бог беше над мене, вели. Кога неговиот светилник светеше над мојата глава, а неговата светлина ме водеше низ темнината. Како во годините на мојата зрелост, кога Божјата добрина беше над мојот дом, вели Јов. Кога Седражителот уште беше со мене и моите деца ме обкружуваа, кога моите нозе ги мие во млеко, а мојот камен излеваше потоци масло.
Што кажува Јов? Како радо би било да се вратам пак на она време. Во она време кога Бог беше со мене, кога се беше супер. И тоа што беше супер е доказ дека Бог беше со мене. Но сега кога ми се случува зло, очигледно дека Бог отишол, заминал од мене. Јас сум без Бога. Значи, ако е добро, Бог е тука. Ако не е добро, Бог не е тука. Неговите пријатели во него виделе разговор, односно имале расправа со него од 3 до 31 глава. Обидувајќи се да ја сочуваат таа нивна перспектива. Ти уствари не го напаѓаат, него туку го бранат, ја бранат личната перспектива и личното верување кое што го има. Да најдат објаснување, какво објаснување барале? И тога што зборувале? Што кажуваат они? Сигурно си им закинал, си им скратил на сиромасите. Не си бил праведен и редат, не си ги хранел гладните, не си ги облекувал голите. Се тоа си правил, си бил нечесен, неправеден и тоа му редат на Јов. Мора да има објаснување во тоа дека ти некаден си погрешил. Тие покушавале, се обидувале да ја сочуваат својата животна перспектива, својата теолошка рамка преку која го посматраат и толкуваат светот и настаните во него. Сигурно си погрешил, штом ти се случува зло. Треба да се покаеш и да се поучиш од Бога и треба да се промениш. Неговите пријатели се залагаат за 7 меѓусебно поврзани уверенија, со кои што сакат да го уверат Бога. Првото, гревот донесува како последица страдање во овој живот. Таа порака сака да го уверат во тоа. Читаме Јов 4:7 и 8. Јов 4:7 и 8. Па спомни си, дали пропаднал некогаш некој невин, вели, они му велат. Кога беа истребени праведниците, се случило ли тоа некогаш, му велат? Праведник да страда? Никогаш. Како што сум видел, кој оре несреќа и сее неволја, неајче ја ожнее. Ти си сеел неволја, си ожнеел неволја. Многу јасно е. И треба да се увериш во тоа веќе, му велат. Тоа е право, значи прави зло и ке добиеш, што очекуваш повеќе? Второ, страдањето, што сака да му порача, страдањето е доказ дека си крив. Не можеш да страдаш, а да бидеш праведен. Тоа не е можно. Читаме Јов 8:4. Ако твоите деца му сгрешија, затоа ги предаде на нивните беззаконија. Затоа погинаа, му вела. Јов 18:7-8. Неговите крепки чекори стануваа ограничени, тој се сопнува врз собствените намери, вели за неправедникот, они му кажуваат. Зашто неговите нозе го водат во стапица, и еве го како чекори веќе по мрежата. Што кажува? Значи, кога човекот прави зло, ќе дојде до тоа што на крајот ќе падне во мрежа. Тој што прави зло. И ќе му се случи зло. Чиниш зло, ти се случува зло. Страдањето е, значи, доказ дека си крив и ове. Ако страдаш, крив си. Запамети го тоа веќе. Трето, Јов, како страдалник, мора да е крив за некое недело, кое сигурно е причина за неговото страдање. Што? Знаеме ние што ти си правил. Сигурно ти и таму, и му редат. Јов 22 од 5 до 10 читаме. Не е ли тоа заради твојата преголема злоба, пазите се, пријатели, што му вика, и заради беззаконијата на кои не им има број?
му велат пријателите, утешителите. Земаше залози од браќата за ништо, соблекуваше облеки од голи луѓе. Ти не го напои со вода жедниот, им го скратуваше лебот на гладните. На силниот човек ти му даваше земја и на угледниот се насели во неа. Ти ги пушташе вдовиците без ништо и сирачињата ги оставаше со празни раце. Ете зошто те обиколуваат сега стапиците, зошто те измачуваат ненадејните стравови. Велат пријателите. 100% си крив. 100% си крив. Тука си погрешил. Тие се обидуваат да најдат објаснување во оквиро на својот поглед и своите верувања, браќи и сестри. Имаат само две можности пријателите. Или да го преиспитаат тој свој систем на верување и да видат дека нешто не чини и да го променат, или пак по секоја цена да најдат кривица кај Јов и да кажат: еве, ние во тоа што веруваме, тоа е точно. Ти си крив, знаеме. Сигурно си крив и затоа страдаш. Само две опции има. Четврто. Што сака да му порачат уште? Само добрите луѓе напредуваат во овој живот. Јов, читаме 22-21. Спријатели се ти и смири се со Бога и пак ќе ти биде вратено доброто. Кога ќе отидеш кај Бога и кога со Бог ќе се посоветуваш, пак ќе ја видиш својата кривица, па ќе се поправиш и дури тогаш Бог ќе ја наполни твојата уста со радост и смев и веселба и ќе ти се врати пак доброто кое што си го имал претходно. Пето, напредокот ја докажува добротата која е последица на Божјото одобрување. Значи, ако напредуваш во животот, доброто и оди, тоа што е? Божји благослов. А ако ти се случува зло, тоа што е? Божја казна. Си ја заслужил. Го читаме исто Јов 22, 21 и 22. Значи, спријатели се, ти и смири се со Бога и пак ќе ти биде вратено доброто. Впрочем, прифати го законот од неговата уста, посади го неговото слово во своето срце. И тогаш, и покај се, и тогаш ќе ти се врати доброто. Значи, кога ќе се помириш со Бога, кога ќе ја најде својата грешка, тогаш Бог ќе се преокрене и ќе ти биде вратено доброто. И пак ќе ти биде добро. И Јов и тие пријатели имаат ист поглед на светот. И едните и другите веруваат дека страдањето е последица на гревот, а доброто е последица на добриот однос со Бога. И доброто постапува добриот однос со Бога и доброто постапување со Бога. Шесто, Бог е праведен и врховен авторитет. И како таков не треба да се доведува во прашање, затоа што ние не можеме да го разбереме. Јов 11, 7 и 8. Можеш ли да проникнеш во Божите длабочини? Му велат. Можеш ли да го доловиш совршенството на Содржителот? Повисоко е од небото, уште што да сториш? Подлабоко е од шеолот, уште што да мудруваш? Интересно е што постои тука, ако убаво видиме, контрадикции во нивните совети на пријателите. Тие го праќаат кај Бога за од него да се научи, претходно нели го читавме, а истовремено му кажуваат: не можеш да го разбереш Бога. Не е можно. Не е можно него да го сватиш. Значи, оди кај Бога, нека те научи како треба, но ти Бога не можеш да го разбереш. Па зошто да одам кај Бога кој не можам да го разберам? За од него да научам, кога не можам да разберам. И последното, седмото, Јов треба да се покае за својот грев и да бара Божја милост. Јов 11, 13 и 14.
ако ти го исправиш своето срце и ги испружиш своите раце кон него, ако го отфрлиш лошото од рацете и ако не му дадеш простор на злото во својот шатор, вели. Затоа Јов верувал дека долго и сречно ќе живее, затоа што чинел правда. Внимавајте колку е интересна ова негова изјава. Јов 29:18. Јов 29:18. Велев, кажува он, ке издивнам во своето гнездо, како палма, преживувајќи безбројни денови, задоволен во себе, во својата праведност, кажува, ја ќе живеам многу денови, долго и сречно ќе живеам. И тој набројува што се правел, ако читаме. Односно пред 29 глава и 12 стих, ако го читаме. Тој набројува како им помагав на сиромасите, како им помагав на голите, гладните, им помагав на вдовиците, и така натаму. Реди работи, кога стигнува до тој стих, кажува, затоа јас ќе живеам денови и денови. Моите денови неброени ќе биде, затоа што, гледај што правам јас. Јов и неговите пријатели утешителите ја препишуваат Јововата несреќа на Божјата интервенција. Но додека Јов својата катастрофа ја доживува како предавство на својот систем на верување, неговите пријатели не можат да го прифатат тоа негово толкување и тоа негово чувство и мораат сето тоа да го отфрлат и да го отфрлат тоа негово толкување дека не е крив. Затоа што цврсто се држи за својот систем на верување. А зошто се држи до својот систем на верување, прашање? Зошто? Никој не сака она во што верува да му биде оспорено, браќи и сестри. Никој не сака она во што верува да му биде срушено. Никој не сака светот да му се сручи кога ќе свати дека верува во погрешни работи, дека верува погрешно. Многу тешко е. И тие го бранат својот систем на верување, имаат само две можности, како што рековме, ги прочитавме. И тоа многу луѓе денес што го прават. И тоа од секогаш го правеле. Ако не се заинтересирани во вистината, тогаш по секоја цена го бранат своето. Не им дошло до вистината, важно им е да бидат во право. Еден духовен писател кажува, ние денес треба да ја знаеме вистината, браќи и сестри. Треба да ја знаеме вистината. Ако нашите верувања не можат да ја издржат критиката и аргументацијата на нашиот противник, ние тоа сега треба да го знаеме, уште сега. И треба да го отфрлиме сето она што не може да ја издржи критиката од противникот. Зарем не можеме да ја одбраниме вистината, браќи и сестри? Можеме ли да ја одбраниме? Или некоја заглавуваме оној противникот кога ни поставува некои прашања, кога директно ќе удри во нашето верување? Или ако не знаеме, тогаш напаѓаме, се со цел да извојуваме победа на него, над него. Јов одбил да прифате дека нешто сторил што би можело да предизвика една ваква несреќа, затоа што не можел да најде докази за такво нешто. И затоа на крајот од нивната расправа, извештајот кажува, тогаш престанаа оние три човека да му одговараат на Јов, затоа што се чинеше дека е праведен. Ниту они можат да најдат докази, ниту тој може да потврди дека нивните оптужби се исправни. Никој не може да најде аргументи. Преку целата книга на Јов доминира Јововата потреба да поставува прашање, браќи и сестри, да бара објаснувања, да ја најде вистината. Тој го представува својот живот и својот однос со Бога, го преиспитува. Го анализира светот околу себе и го критикува Бог. За работите за кои мисли дека Бог е одговорен и дека е неправеден. Тој поставува прашања, бара објаснувања, трага по вистината која ќе му ја даде Бог. Го преиспитува својот живот и односот со Бога. Го анализира светот околу себе. Го критикува Бог за работите за кои смета дека е одговорен Бог.
Јов добро разбрал дека не постои никој друг кој можел да му помогне освен Бог. И дека Бог е единствената инстанца или надлежен некој кој што може да го одмине, односно да не му се обрати нему. И тој барал од него одговор. И во тоа издржал, како што гледаме до крај. Она што му сметало во разбирањето уствари било погрешниот систем на верување кој го имал Јов. Тој му овозможил дека губитокот на своите деца, пази сега, такво верување имал Бог. Тој систем на верување кој што го имал, му овозможил губитокот на своите деца. Може би е можно да го објасни од некои причини, од некои нивни гревови. Затоа што знаеме дека тој на почетокот што пишува таму, го предупредувал Божјата казна за нив преку тоа што принесувал жртва. Знаеме ли таму на почетокот? Затоа што може би погрешиле, може би нешто сториле во оние нивни гозби и пијанки кои што ги правеле редом со нивните сестри. И тој веднаш по тие пијанки и гозби, секој во својот ден пишува таму, кој што ги веднаш одел и принесувал жртва. Зошто? За да би го предупредил Бога или да би ја предупредил казната ако сториле некој греф да не ги казни. Пазете во што верувал. Верувал во дела дека се заслужува спасението. Праведниот Јов. Сосема искривена слика на верување. И затоа тој не можел тоа да го објасни. Сето тоа што го снашло. Колку тоа и да довело до стварање на горчина која можеби се гледа во неговите критериуми, односно коментари упатени до Бога. Тоа и му овозможило преку длабокото поверење кое го гајал со Бога да го преиспита, да ја преиспита и својата вера. Колку бил насочен критички спрема Бога, тоа истото го навело да ја преиспита својата вера. Упатувал критики и прашања, но постојано нагласувал: дај да го најдам Бога. Јас не можам да го видам. Јас не знам каде да го најдам, не сакам со него да се расправам. Знаеме на Јов што му рекла жена му. Што му рекла? Проколни го Бога и умри. Доста е. Се му дадовма, еве тој со што ни враќа. Заврти му грб и одиме веќе од него. И многу луѓе исто така го права тоа во својот живот, меѓутоа Јов не. Тој сакал да го разреши овој проблем, да стекне подлабоко познавање на Бога и да го разбере ова што му се случува. Четвртиот пријател, ќе поминеме малку побрзо. Четвртиот пријател кој покасно влегол во расправата, Елиуј, му укажал дека неговиот теолошки оквир мора да ги уклучи следниве ставки. Бог нема ништо со злото и неправдата, кажува, ако читаме во Јов 3:4. Второ, Бог го одржува животот и се околу него, кажува овој четвртиот пријател. Значи, Бог го одржува животот. Тоа што Он го одржува животот, причина е што ние и понатаму постоиме, му вели овој пријател. Бог се грижи за нас. Тоа мораш да го сватиш. Не уништува, туку се не поддржува во животот. Трето, без правда не може да се владее. Бог е најправедниот владар. Се ќе пропадне без правда. Го поучува Јов. Може ли да владее, кажува оној кој ја мрази правдата? Јов 3:4-17. Сакаш да го осудиш оној кој е најправедниот, му вели. А ти го осудуваш. Бог, четврто, Бог ќе им суди на сите кои чинат зло. И така многу добро го познава нивните дела. Бог им суди на неправедните, а не на праведниците. Нема да ги казнува праведните, туку безбожните, му кажува. Пето, од Бога треба да се бара мудрост и разбирање, за да знам кога грешам, за да се поправам.
Значи не да го критикуваш Бога, сака да му каже, туку барај од него мудрост, Јов, и разбирање, да ти каже, да ти појасни што е тоа и зошто е тоа, што ти се случува. Елију и понатаму кажува, 6. Не можеме ние да одредуваме што е праведно, а што не е, а и да го критикуваме Бога. Не си ти Бог, не си ти најправедниот владар. Не си ти тој кој створил се и одржува се. Тоа е Он, Бог. Па спрема тоа, од Него треба да примиш мудрост и од Него треба да се научиш. Се израмнуваш ли ти со Бога? И последното 7. Бог ја преминува нашата моќ на сваќање. Не може доволно да го разбереме. Ние не можеме да го учиме што и како да работи Он. Како сака, така работи, му вели овој пријател. Застане тој кажува, гледај и восхитувај му се на Бога. Не може секојаш да разбереш, кажува, но мораш да знаеш дека Бог е праведен, дека Бог е добар, дека Бог се створил и се одржува. Тој знае како. Имај поверение во Него. Нема се да разбереш, некогаш да, нешто да, но не се, увели. Конечниот резултат на сета ова борба, ова расправа, довела до тоа да Јов свати дека неговата слика за Бога била ограничена, делумна, делимична. Односно, делимично погрешна. Па во 42 глава признава дека има вистинска и сеопфатна слика за Бога. Што пишува Јов во 42 глава, 5 и 6 стих? Досега, што пишува? Те познавав само послушање, но сега моите очи те видоа. Затоа, пази сега, се гнасам од сите своји зборови и се каам во прав и пепел. Праведниот Јов се кае за своите гревови и за тоа што го правил пред Бога. Ние гледаме дека комплетното ова искуство довело до промена во неговата перспектива. Јов сватил дека нешто не е во ред во неговото сваќање за Бога. Можеме ли тука да погрешиме, браќи и сестри? Да идеме, да доаѓаме, да пееме, да проповедаме, да го славиме Бога, да се молиме на Бога, а сепак да имаме лажна или нецелосна слика, неправилна, искривена слика за Бога. И на крајот тоа нешто да не осуди. Во неговото сваќање за реалноста видел дека тоа не е така, секако што мислел. И тој се кае за некои работи кои ги кажал, кои ги мислел за Бога. Кажува, се каам, погрешив, до сега те гледав во магла, како некој друг да ми зборувал за тебе, а сега потполно те разбрав. Големата, одиме кон крај уште неколку минути. Големата мака со која се соочил Јов му овозможила да се соочи со своите стравови, со погрешните ставови за Бога и со теолошкиот оквир кој бил искривен и кој барал промена. Јововата непоколеблива спремност со Бога да ги расчисти сите негови недоумици, уствари го крунисала Јов со една нова перспектива благословена од Бога. Ако он го завртел грбот и заминал од Бога со сите тие недоумици и горчини, ова немало да се случи, тој бил истраен да ја дознае вистината. Но таа негова издржливост и истрајност, Бог да му помогне, од Бога да добие објаснување и решение, уствари било причина Бог да му помогне и да ја увиди вистинската перспектива во неговото верување и своите теолошки ставови кои што ги имал дотогаш. Книгата за Јов не подсетува дека постои таа голема борба која се случува во позадина, за која ние не знаеме и не разбираме се. Знаеме и разбираме само по нешто. Нејзините резултати
резултатите на таа борба се одразуваат и во нашиот живот, драги браќи и сестри. Го сакале тоа ние да го признаеме или не. Често се прашуваме зошто Бог дозволува некои проблеми. И ја доведуваме во прашање или се сомневаме во Божјата добрина. Затоа што не ја гледаме комплетната слика, драги браќи и сестри. Тоа се случува позади нас. Книгата за Јов не учи да веруваме во Бога, во сите и во секакви околности. Не само тогаш кога го разбираме она што ни се случува, туку и тогаш кога не го разбираме тоа што ни се случува. Псалмот ни зборува што се однесува на Бога, неговиот пат е совршен, Псалм 18, таму 30 стих. Ако Божите патишта се совршени, тогаш можеме да веруваме што тој да работи, што тој да дозволи да ни се случи, дека има причина и своја смисла и цел, драги браќи и сестри. Бидејќи Бог е далеку поголем и помоćен од нас, не можеме да очекуваме и да го разбереме секојаш. На што тој и не подсетува Исаија 55 глава. Што пишува? Исаија 55 глава. 55, 8 и 9. Зашто вашите мисли не се мои мисли и моите патишта не се ваши патишта, слово е Господово. Небото е високо над земјата, така моите патишта се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. Морате тоа да го имате на ум. На крајот сакам да извојам неколку поуки на кои не учи книгата за Јов, а што се однесува на страдањето. Прво, страдањето не е секогаш казна за греф. Страдањето може да биде потполно и незаслужено. Многу праведници, многу добри луѓе, вистино љубиви, добронамерни луѓе, кои правеле добро, страдале во историјата, ни криви, ни должни. Праведникот, браќи и сестри, има сила да претрпи неправедно страдање. Правиот верни христијанин има сила да претрпи неправедно страдање. Страдањето е прилика да го преиспитаме второ, својот живот и својот однос со Бога, иако е потребно да извршиме одредени корекции. Трето, да видиме дали навистина сме го предизвикале тоа страдање од наша страна. Дали ние со некоја наша постапка сме го се одвоиле од Бога и сме го довеле овие последици на себе. Не мора да значи дека е тоа до нас, но со преиспитување треба да видиме и да бидеме сигурни дека дали сме или не сме придонеле за нашите страдања. Затоа што страдањата може да биде казна за грев, односно производ на гревот, но не мора и да биде. Кога страдаме, четврто, не мора секојаш да бидеме сватени и поддржани од пријателите или членовите од семејствата. Не мора и нема да бидеме секоја сватени кога страдаме. Страдањето е тест за она што сме и што веруваме. Браќи и сестри, во страдањето се што веруваме може да се сруши, но страдањето е повик за да провериме. Страдањето е тест како сме изградени, од што сме направени, браќи и сестри. Колку сме цврсти и на какви темели лежи нашето верување како христијани. Какви се нашите верувања и нашиот систем на вредности. И на крајот, Бог може да ги искористи немилите насани и страдањето да не научи нешто за него. Затоа ако некоја се случи такво нешто, тоа е позив да се свртиме кон Бога, да се преиспитаме и да се анализираме, да бараме Божје водство и да бараме мудрост. И ако видиме дека нешто треба да менуваме во нашиот живот, тоа и да го промениме. Ако не видиме ништо конкретно, да бараме мир од Бога и помош, да имаме полно поверение, иако и не разбираме зошто нешто ни се случува. Овде би застанал. Книгата за Јов е неисцрпен извор на мудрости и поуки. Некои работи кои ги анализирав сега, претходно не ги гледав на овој начин. И не ги сваќав, не ми беа јасни.
Но во секој случај не можеме од нив до нив да дојдеме, драги браќи и сестри, од едно кратко предавање, од една кратка тема. Мораме подлабоко да завлеземе. Затоа треба да ја користиме приликата. Затоа што книгата за Јов, вклучувајќи и целата Библија, е неисцрпен извор на мудрости, сознанија кои што ни возможува да се припремиме за кризните ситуации во нашиот живот. И во тие ситуации да не бидеме полулални, барем не така жестоко за да се срушиме. Туку ако доживееме нешто слично, трагедија, неволја, страдање, да тоа време го искористиме да му се приближиме на Бога и цврсто и стабилно на фактите да стоиме и да се држиме. И да тоа биде едно ново искуство, ако веќе мора да биде така, кое на крајот ќе ни донесе некое добро, а не само страдање и зло. Амин.